Сме веќе во срцето на туристичката сезона, интересот за патување расте, но што велат туристичките работници, каде одат македонците ова лето, кои дестинации се најбарани и како геополитичките кризи, како на Блискиот Исток, влијаат на нивниот избор. За актуелните трендови, новитетите и предизвиците во туризмот, денеска разговараме со нашата гостинка Мимоза Кунески, долгогодишен туристички работник и експерт од оваа индустрија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и од мене. Како долгогодишен експерт во туризмот, како ја оценувате актуелната состојба во секторот, особено сега во екот на летната сезона? Неколку години наназад туризмот се соочува со најразлични предизвици и како никогаш досега оставена на туристичките работници не само да го одберат одморот и да ги пратат патниците на патување, туку и да изградат довербата за убав и поедноставен, да речем, одмор, затоа што тоа што е планирано на почетокот на сезоната не секогаш излегува така во средината и на крајот на истата. Иако многумина сигурно веќе и одлучиле, но и не одлучиле, бидејќи има и некои што последно чекаат каде ќе одат на одмор. Расте ли интересот за патување надвор од Македонија и кои се најбарани дестинации годинава? Може ли сега да се каже? Верувам веќе се имаат и првичните податоци. Веќе таа поделба на предсезона и сезона е измешана. Летните одмори кај нас започнуваат од мај. Веќе сме во екот на туристичката сезона. Веќе ние сме во средината, во жижата. Да. Секако прво место е Турција заради пристапните цени, брзината за започнување на одморот, веќе за саат време сте на море. Грција заради близината, Албанија, Македонија во секој случај за нашите и за странските туристи. Од далечните екзотичните дестинации на листата е Занзибар, затоа што сега е сезона, и Малдиви да речем заради поволните цени вон сезонски за оваа дестинација. Колку и да ни се Грција и Албанија блиску, некако Турција традиционално не го губи бројот 1 за летен одмор, барем таков е впечатокот. Дали Бодрум, Анталија, Кушадаси се уште се атрактивни за македонските туристи, особено за младите, или во последно време Албанија, Грција ги менуваат овие трендови? Па не, Турција станува број 1. Пред се заради тоа што ќе го платите како пакетот тука, најголем дел од трошокот е веќе покриен. Европските дестинации, како и Грција, Шпанија, Италија и останатите, надвор од пакетите имаат доста дополнителни трошоци, како храна, излегување, ноќен живот, лежалки, плажи и така натаму. Во Турција all inclusive концептот привлекува најголем дел од патниците. Какво е влијанието, не можеме да не ги споменеме геополитичките случувања, какво е нивното влијание, како конфликтите на Блискиот Исток, целата напнатост во регионот влијаат врз интересот на патувања на дестинации како Египет, повторно ќе споменам тука Турција, Израел, па дури и Дубај? Дубај не е сезона, што е, да речем, поволна работа, меѓутоа како тие тоа го премина за, да речеме, тие 2-3 дена додека беше најголемата тензија е за поздрав. Сите патници беа рерутирани и добро згрижени. Полека тензијата се смирува, веќе сме научени на одредени проблеми кога се работи за патувања, така да патниците се повеќе заради тоа се обраќаат на агенциите, затоа што знаат дека во моментот кога било каков проблем ќе искрсне, агенцијата е тука да го испочитува патникот и да го врати безбедно назад или да помогне за време на престојот таму. Има ли промени или откажување на чартер летови и како авиосообраќајот реагира на кризни ситуации? Во овој момент чартерите редовно си течат за Турција, Египет и Тунис, Шпанија со виза од Скопје, а останатите дестинации како што беше Дубај или Катар во регионот, тоа беше краткорочно и големите авиокомпании, високобуџетни, имаат свои механизми за рерутирање на патниците до крајната дестинација, така да тоа е на светско ниво решено. Се чини дека алтернативниот туризам како руралниот, винскиот, екотуризмот станува се попривлечен, дали ова глобален тренд или почнува да се чувствува и кај нас?
Глобален тренд, апсолутно, да, и почнува да се чувствува и кај нас. Не само руралниот и винскиот туризам, туку и спортскиот и ивент туризмот. Како што гледаме многу настани, многу концерти, го мапираа Скопје, доира на Охрид на мапата на нашите и странските туристи. Така да тој тип на туризам е за поздрав и во голем подем, како кај нас, така и во регионот. Голем дел од спортските настани што се во најава од септември, исто така се на мапата на нашите туристички агенции, останатите од регионот. Значи, не само тој класичен туризам за плажа, одмори, all-inclusive концепт, туку многу повеќе од содржина се нуди. Так. Повторно ќе ги споменеме странските туристи, секако и Македонија како дестинација за нив, кога станува збор за рурален и вински туризам. Ве прашуваме како долгогодишен туристички работник, дали имаме што да им понудиме? И имаме многу што да им понудиме. И странските туристи се апсолутно воодушевени пред се од гостопримството на нашите луѓе, од храната и секако виното, што се со многу пристапни цени, одличен квалитет, така да само ни е потребен малку поголем маркетинг за да може тоа добро да се изрекламира и повеќе странски туристи да не посетат. Но кој странски туристи да дојде прво нешто нели оди да си испие кафе во централното градско подрачје на градот? Дали сегашното централно градско подрачје не е подготвено за туристи или веднаш да ги носиме на храна и на вино? Веднаш да ги носиме на храна и на вино. Реагираат ли туристичките работници за моменталниот изглед на центарот на Скопје и начинот на кој што се презентира на туристите? Да, ние имаме наши... Кои се реакциите од институциите? Имаме наши комори, имаме наши водичи, имаме наши представници, реагираме. Јас гледам, не мора да се разговараме на тоа, гледам на TikTok што се случува, навала е сега на странски туристи и гледам како го перцепираат нашиот град и криво ми е. И мене ми криво, да, меѓутоа тука каде што можеме да реагираме во смисол на сместување, ресторани, превози, анимација, музички настани кои што ќе бидат понудени како агенда, можеме да реагираме. Се останато е оставено на подолгорочно политичко планирање, како што гледаме нашите колеги од регионот. Косово, Албанија, веќе многу се напред одидени во таа насока. Потребни се многу фактори за целиот тој внатрешен туризам да може да се изгради на одредено ниво што ќе значи светско мапирање на Македонија на таа понуда. И за крај, што би им препорачале на граѓаните кои се уште не одлучиле каде ќе патуваат, да изберат проверена дестинација или можеби нешто ново и авантуристичко? Која е навиката? Пред се да одберат проверена агенција, проверено сместување, затоа што се јавуваат многу проблеми во текот на овој период заради приватни одредени понуди кои што не подлежат на одредени закони. Понатаму да одберат алтернативни патувања и покрај веќе постоечките, затоа што тоа уште повеќе не мотивира за поголеми групи на таквите дестинации. А која е навиката на македонските граѓаните? Ние ќе им препорачаме што да одберат, меѓутоа сме авантуристи или повеќе сакаме да одиме на некои проверени места? Повеќе сакаме да одиме на проверени места. Се уште сакаат групни патувања и македонски водичи на одредени дестинации, што е и многу актуелно во целиот регион. И покрај тоа се јавуваат и многу агенции и туристички здружувања за патување за млади, за одредени музички настани, за спортски патувања, така да групните патувања се поволност и ние го храбруваме тоа да го користат. Ако можеме да во бројки и во проценти да прашаме од година во година, расте интересот за патување на македонските граѓани или спласнува? Дефинитивно расте. Ако го гледаме бројот на чартерите што се појавуваат од Македонија и на редовните линии и чартер компаниите, тогаш ќе сватиме дека бројот на туристите и бројот на патувањата е зголемен. Так. Благодариме што утрово бевте дел од Македонија на утро, ете поразговаравме на тема туризам. Не би рекол пред стартот на туристичката сезона, туку ете во жижата, во средината на туристичката сезона, кога и македонците многу патуваат, но и дочекуваме многу туристи од надвор. Да благодарам на поканата и се гледаме на некој патување.